Почитувани гледачи, добар ден и добро дојдовте во уште едно издание на емисијата Ваш термин и се надевам дека и денес ќе успееме да го задржиме вашето внимание до крај. Уште повеќе што имаме една интересна тема за која што станува збора. Секако многу е важно да ги слушнете сите овие информации кои што денес ќе ви ги доставиме. Мојот денешен соговорник е доктор специјалист Драган Георгиевски, кој што е председател на Сдруженијето на лекари по општа и семејна медицина, а исто така и подпредседател на Европската унија на семејни лекари. Со него одлучив малку да поразговараме за сите овие, како да кажам, нејавувани реформи во примарното здравство, а и за сите оние проблеми пак со кои што се соочуваат семејните и општите лекари во секојдневието во нивната работа со пациентите. Се надевам дека сите овие информации кои што ќе ги кажеме ќе бидат од ваша корист и некако ќе ве информираме се што се случува во однос на нивната работа. Исто така и некаде во вториот дел ќе проговориме и за грипот. Навистина веќе долго време трае, многу луѓе има болни, дури еве пред емисија со доктор Драган говоревме дека навистина знае дури штом ќе заврши веднаш повторно пак да се појават симптоми на температура и така натаму, помалку да ги разјасниме и тие работи. Ете, се надевам дека Причина Плюс да останете до крај со нас. Знаете, отворена контактна емисија сме, па доколку имате некое прашање во однос на целата оваа проблематика за која што ќе говориме, слободно може да се приклучите во нашиот разговор и да поставите некое прашање. Доктор Драган, после долго време, драго ми е што си дел од Ваш термин. Добар ден и од мене и ви благодарам на поканата. Так. Кажав дека си нели представник на прв човек на лекарите по општа и семејна медицина. Некако сакам првин да започнеме со сите оние проблеми, со сите оние најавувани реформи во примарното здравство. Кажи ми дали барем има Р од реформите кои беа најавувани? Сега за сега искрено не гледаме некои значителни промени во примарното здравство, бидејќи постојано се зборува и се говори дека ќе имаме значителни реформи, промени на припис на режимот на лекови, на добивање на поголем број на ингеренции, на промена на модели на финансирање и слично, но меѓутоа некако тоа се одвива многу споро. Она што сега јавно го апелираме веќе, бидејќи неколку пати владата излезе со став и Министерството и фондот дека од 1 април ќе се зголеми капитациониот бод, да веќе излезат официјално со податоци, бидејќи и од нас лекарите што ни се членови бараат податоци кога точно ќе се зголеми капитациониот бод, бидејќи неколку пати тоа се одлагаше, беше почетокот на годината, па 1 март, сега е 1 април, се надевам дека ќе остане на тој став, бидејќи сепак и ние тие средства со кои што треба да ги обслужуваме нашите ординации, ги добиваме после 3 месеци со закаснување негде околу 90 на дена. Така да тоа е првото нешто што ни е многу битно. Друго нешто што е битно на нас како Сдружение на лекари по општа и семејна медицина е да конечно се разбере дека специјалистите по семејната медицина мора да си ги добијат своите ингеренции. Значи, специјалистот по семејна медицина може да прави повеќе услуги во однос на општиот лекар, значи може да гледа и ехо, може да прави и спирометрија, може да закажува одредени термини за компјутерска томографија, за магнетна резонанца и слично, значи може да даде повеќе услуги. При тоа го офаќа целокупното семејство, значи еден сеопфатен, еден холистички пристап од нула, значи од бебиња, бидејќи веќе педиатри во нашата земја има се помалку и помалку. Така да тоа веќе се повеќе и повеќе кај матичните лекари и кај семејните лекари доаѓа. Значи семејните лекари ги опфаќаат и малите деца. И малите деца ги опфаќаат и општите и матичните лекари затоа што нема педиатри доволно. Нема педиатри, не е разграничен систем, но ти мораат да ги опфаќаат. Мора некој да ги прегледува и тие пациенти. Така да веќе се со тој број на педиатри како што се намалува во земјата, така веќе општите лекари и семејните лекари ги опфаќаат и децата како популација. Нешто што е многу битно, значи мора тие ингеренции да бидат соодветно платени, мора да се самиот веќе начин на финансирање и модел на финансирање е некако тешко одржлив. Затоа што самата капитација и колку да се зголемува тој бод, ние имаме градови во Македонија и села во кои се намалува бројот на популацијата. Миграцијата во нашата земја е на најголемо ниво. Константно слушаме за пријатели, роднини, блиски кои ни се селат во земјата, заминале Германија, Австрија, било каде во Словенија или каде и да отишле. Со тоа бројот на пациенти, пример во Штип, во Дојран, во Гевгелија и во други места драстично се намалува. И сегашниот принцип на плаќање на
на капитација е зависност од број на пациенти. Тие немаат пациенти. Кај нив капитацијата и колку да се зголемува бодот не осеќаат драстично, веќе инфлацијата буквално го изеде тоа зголемување на бодот, но тоа слично се случува и во Скопје со новоотворени ординации. Така, повеќе ординации па се делат пациентите на кога сака сега некој матичен лекар што е нов да отвори ординација, додека собере пациенти во следните 2, 3, 4 години, додека ги собере пациентите, он буквално треба да носи пари од дома за да може да се плати себе си, да ја плати сестрата, и тоа ќе бидат некои минимални плати, што дури станува жалосно. Завршиле лекари, 6 години учеле, некои од нив специјализирале семејна медицина, за на крај да изведат минимални плати и 2-3 години едве да преживуваат. Тоа не е во ред, затоа јавно истапивме и нашето здружение бара промена на целокупниот модел на финансирање. Мора да има еден загарантиран достоен дел во кој точно ќе се знае колку секој ќе зема како општ, како специјалист, медицинската сестра и слично, бројот на пациенти да биде вториот столб и третиот столб да бидат пакетот на услуги што ќе се даваат соодветно бодирани, бидејќи тој пакет на услуги се усвои во 2020-та, но никако фондот да даде цена за тие пакети на услуги да направи промена на моделот. Веќе ти негде од минатата година, од декември си председател, ако добро паметам? Јас сум председател од март 22. Од март 22? Да. Реизбор беше тогаш? Не. Прв пат застанав. Значи, од 2022, добро, може би нешто погрешно сум прочитала на сајтот. Значи, тогаш веќе си бил председател кога ги најавија минатата година, 2020, како ќе му дојде? Трета. Да. Ми гостуваше доктор Злата Мехмедовиќ и најави со тогашниот министер сега, нели, он само ги презентираше оние работи кои што беа планирани. Што од тоа се исполни? Знам дека се планираа многу работи и требаше до сега веќе сите да бидат поведени. Меѓутоа, како што говоревме и пред емисија, во 2023 година, се сеќавам, тоа беше негде летото во август, во Службен весник излегува 5 протоколи за водење на хронични незаразни заболувања. Тоа се за дијабет, за хипертензија, хипотироза, астма и ХОП. Тука дојде до спуштање само на 5 лека. Значи, ние како матични лекари, општите и семејните, сите заедно, што е супер и така треба да биде, секој да може да ги препише тие лекови, успеавме 5 генерики, значи 2 лека за хипертензија, 2 лека за астма, значи и 1 лек беше за хипотироза кој што беше спуштен, тоа можевме да го препишуваме и тие протоколи наложија да треба да пополниме одредени прашалници, да исполниме одредени услови за тоа да, но реално во праксата тоа не може да функционира. Бидејќи со сегашниот начин на организација, каде вие во смен имате по 70-80 пациенти, буквално едно неограничен влез на пациенти во ординација, при што денеска дошол пациентот за лекови, утре доаѓа истиот за упат, задутре доаѓа со резултатите од лабораторија, после тоа доаѓа со рентген. Јас секогаш им викам на пациентите, соберете ги сите 3 резултати. Лабораторијата и рентгенот размак 2-3 дена им се, например, за резултатот. Соберете ги резултатите, па со целата документација дојдете ми. Не дека јас не сакам да ги примам секој ден, но тоа е оптоварување на системот. Така, може би на некого му е потребна помош, како да кажам, во моментот, па се создава гужва. Знаете како, во одредена ситуација се соочуваме со пациенти што доаѓаат еднаш на 5 години и сега тој чека во чекална сат време, за другите што се секој втор трет ден из ординација да дојдат, а тој чека со пневмонија, со влошена состојба, па онда ги имаме младите лица кои што реално си го ценат своето работно време. Кај нас во ординација дури правиме и закажување на пациентите за да си знае. Во 4:15 тој си доаѓа во 4:15, предност има закажаниот пациент, секако дека итните пациенти треба да влезат на преглед. Тоа беше уште една реформа што ја најавуваа мој термин кематичен и тоа не заживеа и мислам дека нема да заживее уште долго, бидејќи првин треба да се работи на медиумски кампањи на менталитетот и на населението како тоа би функционирало, па после да се воведуваат такви реформи. Во однос на се смени исто тоа 23-та луеден П се додаде, лабораториски упат во кој можеме кај пациенти кои веќе имаат диагностицирано високи холестероли и масноти да дадеме добар и лош холестерол, ХДЛ и ЛДЛ, кај пациенти со нарушување на тироидна да можеме да го испитаме ТСХ и Т4 хормонот,
и кај пациенти кои што пијат антихипертензивна терапија за притисок во кои имаат диуретици како лекови за измокрување, да можеме да испитаме натриум и калиум, тие 5-6 параметри, и кога се сомневаме на некоја состојба дека може да има нарушување на тироидна или има висок холестерол, па да можеме да ги испитаме тие параметри. Чекај, тоа говорите за да оди покриено од фондот? Да, под фондот. Добра. Еднашка годишно имаме право, тоа да напоменам за гледачите. Еднаш во годината може да се направи покриено од фондот. Да, еднаш во годината имаме право да го направиме тоа во исклучително ретки ситуации кога треба да се следи при откривање на нова состојба, на пример, доаѓа кај мене пациентот со некоја тахикардија, со некое препотување, со некоја малаксана слабост, се сомневам дека станува збор за нарушување на тироидна жлезда, имам право да ги испитам тироидните хормони и тогаш во таа ситуација ако треба да внесам терапија, има период на 6 недели кога треба да ги повторам резултатите, тогаш е во ред, пошто сме покриени со протоколот кога треба. Кај сите други што се диагностицирани, само еднаш во годината имаме право. Ако јас, например, дојдам кај вас и сакам да направам проверка на тироидата, тогаш морам да си платам приватно, така? Тогаш мора да си платите приватно. Значи, само тој што има симптоми, јас за кој сметам, симптоми да има дека и докторот да смета дека треба да му даде и само оние што се веќе диагностицирани, тие што се веќе диагностицирани и пијат лекови, тие имаат право еднашка во годината, не повеќе од еднаш, само еднаш во годината, а сите други што сакам да проверам добар и лош холестерол, нема ништо, никакви знаци, други симптоми, не пие никаква терапија со статини, тогаш мора приватно да оди. Така. Сега последно нешто што беше околу проблемот што го имавте истакнато до јавноста за верификување на мобилните телефони на пациентите. Колку тоа представува проблем кај вас во однос на тоа колку треба вие сега да посветите повеќе на тоа внимание, отколку да посветите внимание на пациентот кој што дошол со некој проблем? Искрено, зошто мораше тоа да се например, или потреба? Истото прашање си го поставив и јас кога излезе, значи јас се сеќавам дека дента баш гостував негде во некоја емисија и кога го уклучив мобилниот телефон, буквално имав едно чудо позиви од моите колеги што се случува, зашто сега ова го правиме. Имавме една остра реакција до мој термин, бидејќи сметаме дека секогаш кога се прават некои реформи, некои промени во системот, првен треба да бидеме повикани претседателите и на Сдруженијето на приватни лекари и на Сдруженијето на лекари по општа и семејна медицина, да отидеме на состанок, да ни се презентира, да дадеме свои согледувања, да се даде простор, време. Секогаш треба да постои тој пилот од неколку месеци пред да се воведе нешто. А ние наеднаш бевме соочени на 26 февруар, кажуваат од 3 март ќе започнете да верифицирате мобилни телефони, иначе во спротивно нема можете да влезете во компјутерот за да внесете преглед за тој пациент. Значи не можете да му издадете упат, не може да му направите рецепти, значи буквално не можете да функционирате. И ние, морам да признам, реагиравме бурно за тоа, успеавме да го преместиме барем до 3 април, да се остави некој пробен период, иако тоа по мене не беше баш наидеално решение, затоа што не е тоа работа на матичен лекар. Тоа треба да ја прави некоја друга служба. Дали они ќе си најдат компанија од надвор што ќе го мој термин обслужува, па ќе ги верификува на пациентите телефонските броеви. Сепак во описот и пописот на работното место и на задачите на лекарот и медицинската сестра според Законот за здравствена заштита не спаѓа верификување на код. Првите 3-4 дни имавме сериозни проблеми кога им сочивме што се случува, кога ќе се обидев да го верификувам кодот, по 15-20 минути се чекаше. И сега буквално ви имате полна чекална, а пациентот чека да се верификува. Сега тоа се поедноставни, мобилните оператори допринесоа реално да се поедностави процесот, па за минута до 2 се добива, ама пак создава една доза на револт, тоа е дополнителна административна работа. Ние цело време оно што го бараме, хартиениот картон, кој го имаме во нашите ординации, кој веќе колку беше едноставно се порано? Да, значи буквално сега е многу комплицирано. Тој хартиен картон ние таму запишуваме се што кажува пациентот, сите лекови, сите, потоа истото го внесуваме електронски во компјутер и тоа трае со години. Од 2017, па 20, па 23, па 24, па сега беше за 1 јуни дека целосно ќе се укине хартиениот картон, тоа никако не се реализира, значи само се добиваат нови рокови, но хартиениот картон останува, а тоа не е дупла администрација, тука губам сигурно 5 минути додека внесам у компјутер, додека внесам у ова.
наместо да се посвети Точно на пациентот така, и да се направи нешто што е целосен многу преглед, поважно. нешто што е битно, значи тој доаѓа за некоја здравствена состојба, ти како лекар треба да му ја решиш таа здравствена состојба, треба му дадеш повеќе услуги на тој пациент кај тебе за да се смали и шетањето на секундарно и терциерно ниво. Они треба да решаваат покомплицирани состојби. И затоа и бараме, значи ако тој пациент има 90 години и пие лек за простата, нелогично е матичниот лекар да не може да му го препише лекот. Точно, да. Значи тој го пие, има 90 години, тој не може ни до никако да го никако, сватат значи ете гледате 5 лека ни спуштија, ама не е доволно. Значи има многу повеќе лекови. Имаме ситуации, значи ова е земја со многу загаден воздух. Значи имаме високо развиено аерозагадување, имаме алергиски реакции во текот на зимските месеци. А што сега со пролета кога почнуваат алергиите? Ние буквално на рецепт државен не можеме да препишеме еден најобичен спреј. Так. Значи спреј кој во секоја европска земја се дава за хроничен ринит и за риносинузит. Так. Значи, за некој кој што знаеш дека страда од и тој мора да го има тој спреј. Ние мораме да го а секоја година има она алергија. Тој во март месец пациент секоја година ќе развие алергија. Јас морам секоја година у март за тој спреј флутиказон да го пратам пациентот на специјалист на ОРЛ. Ништо ново не му прави ОРЛ, нема ништо да го прави. Само ќе за да дојде кај вас повторно за да вие му го препишете. Да, што нема логика. Тоа беше и поентата фактички на реформата, да не се оди без потреба на специјалист, бидејќи се зафаќаат термини само за запишување или препишување, односно на еден лек кој што е за хронична состојба, а на некој можеби кој што ќе му биде попотребен тој преглед кај специјалист се фаќа терминот, така? Да. Онда се спушта лек, да речеме, инхалација одредена, која што во протокол ти кажува дека мораш еднашка во годината да му прави спирометрија. Од друга страна, не ти признава ингеренции, не можеш да прави спирометрија, не можеш ни да закажеш спирометрија, може само пулмолог. Значи пак се сведува дека треба да оди на пулмолог. Има и други многу други лекови. Значи ова е современ свет, анксиозноста е високо развиена, стресот е високо развиен. Несватливо е антидепресив да не може да препише матичен. Кога сега се вратив пред 3 дена од Конгресот Хрватска, значи колегите во Хрватска буквално 80% од лековите може да ги препишат. Так. Не само што може да ги препишат, одат и на позитивна листа тие лекови. Кај нас голем дел од тие лекови одат на позитивна листа, ама мора да оди кај специјалист, па да се шетаме низ лавиринтите, низ круговите. А има и лекови кои ни се потребни, тоа се тие нови генерики што ги бараме на лекови, таа двојна терапија, тројна терапија, затоа што има многу докази кои што покажале дека веќе со единачна терапија за притисок не се регулира притисокот. Има нови лекови, сите тие не се на позитивна листа. Тоа е уште еден проблем кој што треба да се работи. Диабетичарите. Да, тие навистина постојано се со некој проблем. Еве баш сега, вчера баш читав дека навистина повторно недостасува еден лек. Да. Не може да Кај нив да има проблем, имаме само 2 лека кои што одат на позитивна листа. Може и матичен да ги припише, може матичниот сега сам да ја води состојбата за диабет. Има одредени граници кога HbA1c е до негде до 8, каде што се е стабилен, пациентот само ја зима редовно терапијата или се зголемува дозата, се уклучуваат 2 лека по потреба во зависност од проценка на лекарот. Ако веќе гледаме дека има нарушување кое што е многу висока гликемија на гладно, 11, 15 и слично, или HbA1c е веќе 9-10, тогаш треба да оди на ендокринолог и да се вклучи на инсулинска терапија. Но каде е проблемот? Проблемот е што постојат лекови, SGLT2 инхибитори, тоа се нова група на лекови, и GLP-1 агонисти. Тие лекови всушност покажуваат и кардиопротективно и ренопротективно дејство. А токму срцето, бубрезите и нервите се тие што кај диабетичарите највеќе страдаат. И сега тој лек по 3000 денари изнесува. Пензионер со пензиите, ние знаеме дека Македонија е социјална земја, знаеме дека луѓето имаат многу ниски пензии, не може да си го приушти. И да сака да го земе, не може. А со тој лек, ќе биде нормално регулирана гликемијата, пациентот нема да развие компликации. Тие лекови покажале дека делуваат и на срцето, па го спуштаат притисокот. Значи, со еден лек вие добивате многу повеќе елементи. Така да апел и до сегашниве здравствени власти, новите антидиабетични лекови, комбинираната антихипертензивна терапија, и уште нешто што ќе го спомнам, антивиротиците пред се за грип. Да, сега значи, несватливо е да се препишуваат антибиотици на грипозна состојба.
Сите тие што има можност да примат антивиротик, на вистина за брз временски период, кога го примија лекот, се скрати репликацијата на вирусот, се намалија симптомите, температурата буквално за 24 часа паѓа и што е најбитно немаат компликации. Никој нема бронхити, никој нема пневмонија. Ретко може и кај тие се случи да се накалеми бактериска инфекција, па да развие одреден бронхит или пневмонија. Так. Кажи ми, со која од бившиве републики сме тука негде со здравството, со состојбата во здравството и со услугите на примарното здравство? Според платите со никоја. Добре. Тоа морам да го кажам. Кај нас се најниски? Најниски се платите. Добре. Еве баш сега на конгресот разговаравме со претседателите на бившите југословенски републики. Значи сите имаат повисока плата. Значи ние сме тотално неконкурентни на пазарот. Затоа што не се достојни платите. Кај нас менаџер во еден кафиќ зема поголема плата него доктор во амбуланта. Така, или во еден маркет. Да, или во еден маркет, така да тоа е малку. Тоа е тоа што викаме дека треба да има загарантиран буџет за плати и државата да знае толку и толку ќе изнесува платата. Во однос на организација на системот сме тука негде со Србија и они се сите на ниво на општа. Разликата е што кај нив се сите државни матични лекари, кај нас се сите приватни лекари. Добре. И они немаат признаена семејна медицина, ни ние немаме признаена семејна медицина. Значи тука сме негде со нив, со другите земји тешко можеме да се. Косово, Црна Гора се подобри од нас. Па Косово по платите, Добре. Косово и кај општите и кај специјалистите по семејна им се загарантирани многу поголеми плати него тоа што го добиваме ние во нашите амбуланти реално. Хрватска и Словенија веќе не можам ни да ги споменам дека можеме да се носиме. А видете и на нив исто многу работи им пречат, а се многу подобри од нас. Сега ние што да кажеме, ние треба постојано да бидеме на улици и да правиме нели демонстрации во однос на многу проблеми, не само здравството. Би сакала само во овој дел да го најавиме денот нели на семејниот лекар. Знам дека веќе го планирате. Ќе се одржи на 19 мај, така? Од 15 до 18 во хотелот Doubletree by Hilton Скопје. Што планирате, под кое мото ќе биде оваа година и на што ќе дадете нели фокус? Од 15 до 18 мај оваа година го имаме 6-тиот конгрес и 26-тиот симпозиум кој што ќе има меѓународно учество. Тука доаѓа и претседателот на Европската унија на семејните лекари, претседателот на Светска вонка, доаѓаат претседателите на другите здруженија, како и негде околу 24 до 25 европски професори кои што ќе одржат своји предавања, меѓутоа и еминентни експерти професори од нашата земја и семејни лекари. Всушност, мотото под кој оваа година е дека диагнозата и превенцијата се патокас кон иднината во семејната медицина. Многу е битно тука да направиме диагнозата и тука да направиме превенцијата. Ние сега во овој период повеќе идеме во третирање на болести, него во сама превенција, затоа што буквално се нема време од административните преобемни работи, дали тоа се хартиени картони, дали се дневници, пријави за заразни, за незаразни и многу други, верификации на кодови и слично што нема да се смислат, губиме време, не можеме да направиме соодветна превенција, да спречиме да се развие одредена болест, да делуваме што кај тој пациент да направи пред да развие одредено заболување. Така да тука сакаме таа свесност да ја подигнеме. Токму затоа значи се организира конгресот, на еден начин ќе го одбележиме и денот на семејните лекари. Се уште Европска вонка и Светска го немаат финалното мото за денот на семејните лекари. Ланската година беше дека матичните лекари се срцето на здравствениот систем и дека тие се столбот на здравствениот систем, бидејќи се започнува и на крај на денот се завршува со матичниот лекар. Колегите, значи, ги повикувам масовно да земат учество на конгресот, бидејќи ќе има навистина интересни теми и работилници, на кои си делиме и разменуваме искуства и меѓу себе, но и со европските земји кои што учествуваат на конгресот. Така, се надевам дека нели ќе ја остари целта конгресот за она кое што нели вие се залагате. Тука би сакала сега да проговориме малку за она што, како кажавме, негде од декември започна еден бран на грип и некако беше толку засилен што секогаш нели се најавуваа се поголеми бројки. Кажавме не е толку за грипот колку што беше специфичен некој вирус кој што еднаш ќе го поминеш, после таман мислиш дека си оздравел, повторно се враќаат симптомите. Што се случува, бидејќи некако ми се чини дека се спомнуваше дека тоа е оној вирус од типот на Б групата што можеби подолго време не сме го прележале,
Што беше причината според вас еве вака од искуството со пациентите? Она што го гледаме во пракса всушност циркулираат две форми на грип. Едниот е инфлуенца А, другиот е инфлуенца Б. Кој е полош Б? Б. Значи би дава некоја потешка клиничка слика, полесна, но се случуваше кај пациентите со завршување на симптомите на инфлуенца Б, на пример, тоа е многу висока фебрилност, до 40 степени има по неколку дена температура, силни главоболки, болки во коските и мускулите, омалаксаност, течење на носот, гребење во грлото и нешто што највеќе ги загрижуваше пациентите беше таа сува кашлица, која буквално бидејќи го оштетува респираторниот епител трае и по 30 до 40 дена додека се смири. Она што им го викам секогаш на пациентите, има ли подобрување на кашлицата, се намалува ли? Ако таа се намалува со честота, на пример, претходно кашлал на 5 минути, сега кашла на 3-4 сати, па проретчена или само наутро се случува да се прокашла, тогаш е добро. Ако е интензивирана кашлицата, ако температурата трае подолго од 3-4 дена, ако значи станува продуктивна, осеќа тешкотија во дишење, тогаш веќе имаме некоја бронхитична состојба или најчесто некоја пнеумонија. Тука веќе поради пат на имунитетот се накалемува и бактериска инфекција. Тоа е тоа што треба да се многу разграничи кај пациентите, но многу често во праксата приметивме, разговаравме и пред емисијата, таман ке заврши со симптомите на грип, нема ни 4-5 дена, развива висока температура. Може би да го фатил вториот сој, инфлуенца А, па проаѓа со некоја температура, со течење на нос и слично, но најчесто станува збори за бактериска инфекција. Или обратна ситуација. Имале гнојни ангини, кај децата тоа ни се случуваше сега во февруар месец поготово, има гнојна ангина, има некоја бактерија во грло, има бактерија во носот, добива антибиотска терапија, завршила со антибиотската терапија, детето е супер, клиничкиот преглед е одличен, лабораториските анализи се одлични, после 4-5 дена пројавува висока температура со болки во коски и мускули, значи само што тргнува на школа, во меѓувреме на школа од некој од децата или од учителите и слично инкубира вирус на грип. Така да тоа се две различни. Многу често пациентите знаат да ги нападнат лекарите, изгледа не ми излекувавте убаво претходно или не ми дадовте јак антибиотик, не ми дадовте соодветна терапија, па еве за 4 дена ме повтори. Тоа не е повторување. Вие ако комплет сте били излекувани и ги снемало симптомите, тоа е сосем нова здравствена состојба. На бактерија се накалемил грип и на грип се накалемила бактерија. Доктор Драган, бидејќи еве говориме за вирус и за бактериска инфекција, дали секој еден кој што доаѓаше кај вас во ординација правеше крвна слика за да дознаете дали е вирус или бактериска инфекција или како? Нема потреба од такво нешто, значи симптомите. Според симптомите, клиничката слика некогаш е предвестник. Значи ако тој пациент има некоја субфебрилна температура, ако се гледа дека се класични симптоми на грип, тука немаме потреба да правиме крвна слика. Ако гледаме дека после неколку и обично тука треба антивирусна терапија. Што се тие додатни симптоми кои што треба да укажат вам, да ви укажат без крвна слика дека станува збор за бактериска инфекција? Обично кај бактериската инфекција може да имаме изолирано само болка во грло. Значи пациентот да дојде со силна болка во грло, неможност за голтање? Буквално неможност за голтање и силна болка во грло која наеднаш почнува, он нема главоболка. Во некои ситуации има температура, во некои ситуации нема температура, тој пациент нема кашлица, нема течење на носот, нема солзење на очите, нема кивање, тој има интензивна грлоболка. Значи онаа гнојна ангина не мора да биде ни гнојна ангина. Најчесто да. Тогаш на самиот преглед ќе се напипаат лимфни јазли, тоа ние ги викаме, тоа се жлезди во пределот на вратот, значи најчесто во тој дел и тука веќе се укажува дека е бактериска инфекција, треба да се направат брисеви, треба да се направат лабораториски анализи и да се почне со антибиотска терапија. Но кога имаме класични симптоми на грип, тоа се температура, главоболка, омалаксаност, болки во коски, во мускули, гребење во грло, тоа е класична вироза. Тука треба да се дадат пастили, сирупи за смирување на кашлица, антивирусна терапија, на симптоматска терапија да одмине целата состојба. Ако веќе после 4-5 дена нема подобрување на состојбата и ако уште има висока температура, почнува силна надразнителна кашлица, има искашлоци кои променуваат, пациентот ќе дојде ќе ти каже докторе почнав да искашлувам нешто жолто-зеленикаво, тоа веќе се накалемила некоја бактериска инфекција и тука веќе треба да се направат и лабораториски рентгенграфии, исследувања да се даде соодветна терапија. Сега бидејќи кажавте дека многу ефикасен е лекот Тамифлу за вирусните инфекции, дека на многу пациенти ваши кои што сте им го дале, навистина им помогнало да спречен или понатамошни компликации како и накалемување на бактерии, така и добивање на некои пневмонии, а не е ставен на позитивна листа. Колку вие како претседател на семејните и на
на општите лекари ќе се залагате и во следниве средби тоа некако да биде ставено на позитивна листа се социјал, нели, бидејќи како што знаеме, не секој има пари да го плати 1000 денари колку што можев да се информирам кошта. Во декември месец се формираше национална платформа за достапност на лекови. Тука се членуваме како председатели на здружение и нашето здружение, тука се и представници на фондот и на министерството и фармацевскиот факултет и слично. Значи тука веќе се разговара кои нови лекови треба да се стават на позитивната листа. Ние испративме едно барање и за режимот на препис на лекови да се спушти од специјалист на примерно ниво, но меѓутоа и одредени групи на лекови кои треба да бидат ставени на позитивната листа. Ќе испратиме уште еден допис и до Фондот за здравство и до Бирото за лекови, дека навистина несватливо е, бидејќи сите околни земји го имаат на позитивна листа. Значи несватливо е во една земја, значи кога имате сезона на грип, да не можете да примените антивирусна терапија. Затоа што знаеме дека популацијата слабо се вакцинира и тоа некако тешко оди и тешко верувам дека ќе се прифати дека е потребна вакцинација кај населението. Пред се, кога збориме за вакцинација, не треба да се вакцинира млад дечко на 35 години. Треба да се вакцинира повозрасната популација, таа што има нарушени бели дробови, таа што има дијабет, од 65 години нагоре. Значи таа популација и здравствените работници пред се и тука тие кои што имаат поголем број на. Дали вие секогаш се вакцинирате за грип? Јас морам да признам последните 2 години да. Добро. Предходно не сум ја имал таа навика, но последните 2 години да. Бидејќи секојдневно сте со болни пациенти, нели, нормално да се заштитите. И ние сме нели пред се пациенти во некоја ситуација, и ние можеме да развиеме и пневмонии, и бронхити, и грипови и се, така да гледаме да се заштитиме и да носам и маска кога прегледувам пациенти, поготово сега јануар, февруар, март, додека трае оваа поголема респираторна патологија. И тука не е само грипот, тука веќе ги имаме и стрептококите. Сега кажавте ќе почне и риносинцитијалниот вирус, оној кој што е нели специфичен за горните респираторни патишта. Сега баш веќе започнува РСВ вирусот и тој дава многу пролонгирана исто кашлица. Значи една упорна, буквално сувана разденителна кашлица. Гледаме дека од време на време Институтот за јавно здравје ни пријавува дека и магарешката кашлица се уште ја има. Ретко, многу поретко, ланската година повеќе се соочувавме со такви пациенти. Што првпат ги видов реално еве за мојата пракса од 11 години, јас првпат видов пациенти со магарешка кашлица ланската година. Има ли нешто што може да се разликува од онаа обичната кашлица? Има. Што е тоа што? Тоа е буквално напад на кашлица, буквално е напад. Да не може да се престане. 15-20 минути без прекине. Значи и доаѓа како едно ларингитично или кучешко кашлање. Значи специфична е формата кога ти кашла пациентот, значи во ординација и на слушалка обично има некој наод на обструкции и слично, така да може да се разликува кога има, но пак треба да се докаже со PCR тест. Обично кај помалите деца е тоа или има некојаш кај повозрастни? Ланската година имав средна популација на пациенти кои што има примено вакцини и се, но меѓутоа нивните деца го прележале во некоја форма, го пренесоа и повозрастните, полесно поминуваше кај тие што беа вакцинирани, и кај повозрастната популација, но меѓутоа децата што не беа вакцинирани навистина има изразети симптоми, дел од нив завршува и во болницата клиничка Козле и на детската педиатрија. Ама и од вирусот исто доста луѓе завршија и повозрастни на кислород и деца на во болнички услови или во Козле каде што ги третираат. И сега немам уште многу време, меѓутоа би сакала да кажем уште нешто околу проблемите со здравјето кај луѓето. Некако ми се чини дека после ковид пандемијата многу некако како да се зачестени проблемите со дијабетот, со срцевите проблеми, со високиот притисок, со невролошките заболувања. Дали вие тоа така од вашата пракса го имате забележано? Да, имаме приметено, тоа е тој така наречен long covid или post covid синдроми кои што предизвикува компликации. Кај некој се појави 3 до 4 месеци после прележување на потешки форми на ковид, па дури и во полесни форми на ковид, и може да трае и до година-две и веќе може да направи оштетување на одреден орган. Забележано е поголема зачестување на инфаркти, поголемо зачестување на мозочни удари. Делумно не можеме само на ковид да го припишеме тој високото ниво на аерозагадувањето. Да, што друго би било причина освен ете ковидот како ковид кој што го прилежал некој, пошто има многу случаи на доста млади луѓе
Значи, имаме, тоа е баш кои после што ковид навистина пандемијата. фатално завршуваат од мозочни удари, од срцеви удари, Да, некако... зголемена е честотата и на Да. мозочни удари, и на срцеви удари, исто нешто што ме плаши се карциномите. Значи се повеќе веќе имаме карциноми на бели дробови, тоа не е од ковид, не можеме да го припишеме како ковид, тоа е веќе аерозагадувањето. Така. Ние ги дишеме тие PM10 честички, сулфур диоксид, јаглероден моноксид, тоа се влезгува во нашите бели дробови, Така. буквално создава простор каде што почнуваат да се развиваат или хронични обструктивни белилодробни болести или се развиваат туморозни промени. Забележано изголемување на бројот на карциномите на гради, на карциноми, гинеколошките карциноми, потоа на дебелото црево, значи сето тоа на некој начин со високото ниво на загадување. Никако како сите болести најнаш да некако се во подем. Значи само слушаш дека нешто ова е во подем, толку има заболени од кога се прават статистики на одбележување на ден или на денови на, ајде да кажам, на карцином на дојка, на мозочни удари, на срцеви удари, секогаш само бројките се зголемуваат, границата на, како да кажам, на возраста се намалува и се тоа некако навистина делува не многу убаво кога ќе го слушнете. Да, веќе баш како што кажавте, се помлади и помлади почнуваат да развиваат такви симптоми, тоа е тоа што не плаши, тоа е тоа што не загрижува и што е страшно, затоа што ковидот како да беше некоја форма само на окидувач во здравството и почна. Многу пациенти после ковидот развија хипотиреоза, имаат нарушување на тиридна жлезда. Точно, да, затоа и реков, и невролошките проблеми многу имаат, изгубија мирис и вкус и ден денеска го немаат. Има ситуации кога ќе ми каже некој од пациентите, леле докторе, после 2 години почнав конечно да осеќам мирис на носот. Да. Никој не знае од каде почнал да го осеќа. Претходно пробал милион спрееви, бил на невролози, на специјалисти, буквално ништо не му помогнало, едноставно само несватливо нешто во медицината, само од себе почнал да се регенерирал, да речам, тој мирисен нерв и почнал да ги осеќа дразбите. Значи, знаете, вие 2 години да живеете без да осеќате вкус и мирис. И тоа е навистина тоа е страшно за луѓето што го поминуваат и они си го бараат да го откријат проблемот, дури веќе се помирија со таа состојба. Пациентката што тоа и се случи ми кажа, се пробудив едно утро и наеднаш осетив го парфемот во собата на својот сопруг. После тоа вика бев пресрекна дента, значи буквално бев пресрекнат и конечно после долг период. Има многу состојби, ама тоа беше да речам на почетокот лумбоишијалги, па косопат се појави кај пациентите, после прележување, паѓање на коса, значи баш како некој измутирана форма на вирус. Буквално сите системи ги нападна. Да, ги напаѓаше буквално сите системи. Некој развива многу пост-ковид компликации, некој развива многу помалку, зависи, тука пак се зависеше и од крвната група и од имунитетот на самите пациенти. И сега, многу уште накратко, често пати кога ми гостуваат специјалисти, нели, доктори од нашата клиника, мораме да ги спомнеме и вакцините. Многу истражувања после сето ова имаше околу вакцината Pfizer дека предизвикува многу штетни влијанија. Колку вие ќе се сложите со тоа и дали вие се вакциниравте во ковид со некоја вакцина и со која? Јас се вакцинирав. Ја имам 3 дози примено на вакцините, токму вакцината Pfizer. Знаете како ќе треба долги студии да видиме. Читаме големи многу студии дека нели дури ја тужа компанијата. Морам да признам има контрадикторни ставови, има контрадикторни објави на студии, можно ли е од вакцините нешто да се иницира? Информации не можам со сигурност да тврдам, бидејќи имам ситуации на пациенти кои не се вакцинираа со ниедна вакцина, па завршија со многу тешки форми на ковид, завршија со многу тешки последици. Значи имам една пациентка која што после ковид... Сакате да кажете дека се индивидуално и нема правила? Повторно сакам да кажам дека имунитетот на организмот и начинот на делување пак ја има некако клучната улога, затоа што имаше пациенти, значи се кажуваше дека кој ќе прими вакцина не може да има плод, тоест ќе остане стерилен. Јас имам едно чудо другари, колеги, кои што сосем нормално има нормална бременност, имаат нормални деца, значи немаше никаква поврзаност. Значи не можеме да заклучиме да генерализираме. Тоа да генерализираме, бидејќи
сепак треба доволно црсти докази за да имаме за такво нешто. Меѓутоа јас мислам дека треба и да се направат некои студии за на луѓето, пак да им стане малце појасно за се што се случуваше. Затоа што пак ќе кажам, и тие што не примија вакцини имаат тешки форми на ковид и развија многу болести. Еден пациент заврши со 3 различни форми, доби после ковид мозочен удар, после мозочниот удар хипотироза, после тоа па заврши со карцином. Тој немаше примено никаква вакцина. Так. Пак ќе кажам нешто внатре во генетиката и во имуниот одговор. Најверојатно, да, секој организам е сам за себе или приказна. Доктор Драган, благодарам за денес и многу ми беше драго што после долго време или повторно си дел од ваш термин. Се надевам ева во некое следно издание да проговориме за нешто убаво што ќе се случи во примарното здравство и за некои промени што на вистина вам ќе ви бидат од корист во секојдневието со вашите пациенти. Благодарам многу. Благодарам и на вас уште еднаш за поканата. Драго ми е што ме поканивте, бидејќи првото свое гостување го имав токму во телевизија Стонце пред некои 7-8 години. Да, има толку сигурно. Ви посакувам успех во сето она што ќе го работите и како председател нели на лекарите по општа и семејна медицина, а и како потпредседател на Европската унија на семејни лекари. Се гледаме во некое следно издание, Драган. Се гледаме. Почитувани гледачи, тука ќе ве поздравам јас за денес. Ви благодарам за вниманието. Се надевам дека сето ова што го говоревме малку ви ги појасни работите во примарното здравство. Се разбира, ние со нов соговорник и нова тема веќе за 7 дена се гледаме на ТВ Сонце во 12:30. Имајте убав остаток од денот.